честниот човек има шанса и дека успехот не зависи од тоа кого познаваш, туку од тоа колку знаеш, колку работиш и колку си подготвен да придонесеш. Во политиката често се зборува за големи историски пресвати, но вистината е дека државите не се менуваат преку ноќ и не се градат само со еден закон, еден проект или еден мандат, туку преку илјадници правилни одлуки кои секојдневно ги носат луѓето што ја превзеле одговорноста да му служат на народот и токму затоа секој советник, директор, пратеник, градоначалник, министер и функционер кој произлегува од ВМРО-ДПМН мора да знае дека ја носи не само својата лична одговорност, туку и угледот на организацијата и надежта на луѓето што верувале во нас, излегле, гласале и биле постојано до нас и позади нас. Вашиот удел во растот на ВМРО-ДПМН не се мери само со изборните резултати, иако и тие се важни, туку со тоа што ја зачувувате организацијата жива, што ја обновувате довербата чекор по чекор, што внесувате нови луѓе и нови идеи, што покажавте дека партијата може да учи, да се менува и да станува подобра, без да се откаже од своите темелни принципи, од македонската национална кауза, од слободата, правдата, одговорноста и достоинството. Нашите политички противници можеби мислеа дека ВМРО-ДПМН може да се победи со притисоци, со поделби, со пропаганда или со обид за бришење на историската меморија. Но не разбра една едноставна вистина. ВМРО-ДПМН не е само седиште, раководство или изборен штаб. Туку е мрежа од луѓе, семејства, генерации и убедувања кои се пренесуваат и се обновуваат. А додека постојат луѓе што веруваат дека Македонија заслужува повеќе, ќе постои и силата што ќе се бори за незината иднина, а нема поголема сила во македонскиот идентитет од ВМРО-ДПМН. Предходните генерации се бореле за слобода, за независност и за обстанокот на македонската идеја. Оваа генерација има должност да изгради успешна, функционална и економски силна држава од која луѓето нема да заминуваат затоа што мораат, туку во која ќе се враќаат затоа што гледаат шанса, ред, сигурност и иднина. И на тој пат ќе има многу предизвици. Ќе има и такви кои што ќе се обидат да ве демотивираат, кои што ќе шират невистини, ќе клеветат, ќе измислуваат, ќе конструираат, ќе седат од публика, ќе критикуваат, без притоа да знаат што значи вистинска битка, што значи да се остави срцето на терен, што значи да се изгуби атом од својата енергија да се бориш за Битола и за Македонија. Оставете ги. Ние имаме цел, а таа цел е да направиме модерна европска Македонија, со која што ќе се гордеат нашите предци, со која што ќе се гордеат и линденците, и јасномците, но и сите оние основачи на идејата да ВМРО-ДПМН и за независна суверена македонска држава во срцето на Балканот. Оставете и тие, нека тонаат по нивното политичко мочуриште. Ние имаме многу повисока цел. Нашата цел е нашата Македонија и никогаш тоа да не го заборавиме. Мора да бидеме генерацијата која нема да се задоволи само со тоа да ја превземе власта, туку ќе покаже дека знае да ја употреби довербата за да создава трајни вредности.
Генерација која нема да ги мери успесите само според должината на мандатот, туку според бројот на семејства што живеат подобро, младите што останале дома, инвестициите што се реализирале, патиштата што се изградиле и надежта што ја вратиле. Верувам во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Битола, затоа што знам низ какви битки поминавте, колку жртви и колкави жртви понесовте и колку многу придонесовте оваа партија повторно да биде силна, обединета и подготвена да ја превземе одговорноста за еднината на државата. Од моје име и од името на извршниот комитет сакам на сите од првиот член, од основачите па до денешниот општински комитет, активистите, сите ние кои што се дел од местните комитети, од структурата на партијата, од Унијата на млади сили, Унијата на жени, ветераните, Патриотскиот институт, кимовите, партиските комисии, на сите да ви се заблагодарам. Благодарам од моје име и од името на извршниот комитет на партијата. Да продолжиме да го градиме ВМРО ДПМН како силна, модерна, народна и државотворна организација која не се плаши од промените, но не се откажува од вредностите, која ја почитува својата историја, но е целосно насочена кон еднината, која ги обединува искуството и младоста и која знае дека Македонија ќе биде силна само тогаш кога нејзините граѓани ќе бидат почитувани, економски сигурни и горди на државата што им ја оставаме. Нека е честит роденденот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Битола. Нека овој роден ден биде подсетување на сите битки што сме ги поминале, но и завет дека нема да застанеме пред предизвиците кои што допрева доаѓаат. Нека биде благодарност до оние што ги поставиле темелите уште еднаш, признание за оние што денес ја носат организацијата и повик до младите што утре ќе превземат одговорност. Да продолжиме заедно, обединети, храбри и одговорни. За Битола која расте, за Македонија која победува, за еднината која сме должни да ја изградиме. Да живее Битола, да живее ВМРО ДПМН, Бог да ни ја благослови нашата преубава Македонија. Ви благодарам. Извини. Председателе, и јас да ве поздравам. Почитувани пријатели, за нас се 36 години гордост. Пред нас се децении работа, нови победи и нови успеси за Битола. Наша должност е да продолжиме по патот на честноста, посветеноста и патриотизмот. Честит 36-ти роден ден на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Битола. И за крај да ги проследиме чалги и мерак. Имајте убава вечер. Ви благодарам.
Здраво!